Добар ден, почитувани гледачи, 19 часот и 27 минути. Јас сум Сашо Јордановски, ова мора да е понеделник, бидејќи јас само во понеделник ги водам отворените студија на Студио 1 на 1 ТВ. Ќе бидам со вас негдека до 23 часот вечерва, вклучувајќи го и главното издание на Дневникот, во кој што денеска повторно имаме многу добри, лоши настани и така натаму, зашто веројатно за едно 30 на минути ќе бидете со нас за да можеме да ги поминеме и тие содржини. Пред да го најавам следниот гостин, првиот гостин пред следниот гостин е мојот колега Славчо Поповски. Добро вечер, Славчо. Добро вечер. Нашиот weatherman, нашиот временски прогнозер, кој што некако ја стекна славата на човекот кој секогаш погодува какво ќе биде времето. Славчо, накратко, фатија жештиниве, горештиниве од вчера, денеска и така натаму. Влеговме ли конечно во лето? Па конечно, од овој топлотен бран, граѓаните понатаму ќе можат да уживаат во летото, што значи од средината на оваа недела доаѓа уште потопол бран, кој ќе услови температури речиси на секаде на 30 степени, додека во централните и во југоисточните предели истите се очекува да достигнат веќе и до 40 степени. Веќе за следната недела? Па за следната недела има некое освежување, но не би било тоа нешто премногу да се каже. Најважно е тоа што негде од среда, четврток се намалуваат шансите и за попладневна нестабилност, значи и за врнежи, па така и атмосферата ќе биде постабилна. Значи ќе биде идеално за плажирање, да можат учениците поради тоа што денеска им почна и денеска да се распушти летниот распуст. Јас денеска, Славчо, ја перев колата, како ја исправ, така заврна дожд. Ќе трае тоа уште неколку дена, уште неколку дена, да, 2 до 3 дена. Потоа ќе имаме некој период со постабилно време, да кажем. Добро, јуни, еве ќе го пребродиме, се ближиме кон половината. Што правиме за јули и август? Какво лето не очекува? Ќе биде изгоржешко или ќе има... Ќе имаме топлотни бранови, да, но со тоа што и понатаму ќе има услови за локални невремиња, како што беа овие во соседна Србија, Романија, Босна и Херцеговина. Некако нас не одминуваат, некако ќе дојдат негдека до Табановци и вртат некако натаму. Таму имаше и поплави, дури баш непријатни временски услови. Тоа ќе продолжи нас некако тој бран, што е тоа, судир на некакви два фронта временски е па? Тоа доаѓа поради судир на две воздушни маси, топла и студена, па токму поради ова се создаваат тие силни невремиња. И како што кажав, тоа можеме да го очекуваме во текот на следните летни месеци. Па и кај нас очекуваме нешто повеќе врнежи од нормалните, со што има услови да дојде и до локални невремиња. И повеќе врнежи. Сезоната за плажи е отворена. Значи од денеска и официјално. Славчо ќе биде со нас цело лето, тука си низ Македонијава, кај што ти е план? Па за сега немам некој план, ќе видиме понатаму. Се надевам дека ја ќе бидам низ Македонија. Така што мора да бидеме и во струга некој. Така и во струга се поиде. Благодарам многу. Ќе се видиме во Дневникот, бидејќи се разбира ќе го завршиме за временска прогноза, но сакам да чујат нашите гледачи дека влегуваме веќе во топло време, сите вентијаги можат да уживаат летото конечно. Така е. Благодарам, Славчо. А ние продолжуваме веднаш после една минутка од како што ќе го смениме Славчо и на неговото место ќе го седнеме следниот гостин. Јас сум Сашо Јордановски, ова е отворено студио, Студио 1 на 1 ТВ. Приказната на Клер Макфарлен, жртва на сексуално насилство. Клер е брутално силувана и оставена за мртва на улиците на Париз. Но таа успева да преживее, пошто следува 16 годишна борба со францускиот судски систем. Зборувајќи јавно, таа стана гласот на огромен број жртви на сексуално насилство. За да биде слушната, Клер Макфарлен одбира да трча по 16 километри во секоја земја како символ на 16 годишната борба со судскиот систем. In front of me is Macedonia. Колку е силен гласот на силувана жена? Лица, 21 часот. Вечерва, 23 часот.
Arne Dahl. Еве не назад во студиото, отвореното студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Сашо Ердановски и ги започнуваме нашите анализи за овој тековен 10 јуни, понеделнички ден, во една жешка клима која што конечно ја истисна онаја, да кажем, малку продолжена една студена маса која што низ Македонија правеше нереди, дури за викендов беа потребни малку потопли агишта за тие што се зимурливи. Со мене во студиото е Александар Цветковски, кој што е директор на Асоцијацијата за граѓанска толеранција и соработка, АКТИС, невладина организација од Пригап. Инаку јас, Александар, го повикувам еднаш на 2 месеци во студиово, бидејќи организацијата АКТИС се занимава со следење на реформите во Македонија. И секогаш ми е интересно да овака периодично да видиме докаде што се работи и како се работи. Александар, во меѓувреме, меѓу нашето последно видување, сега излезе извештајот на Европската унија, во кое што владата главно се фали, ова е сепак најуспешниот извештај што сме го добиле, дури во сферата на реформите. Морам да забележам дека во таа сфера најмногу реформи во сушност во донесени закони. И дека сега всушност и самиот Европска комисија предупредува дека убаво се законите, меѓутоа реформите почнуваат кога ќе почнат да се спроведуваат законите. Дали е тој вашиот впечаток од ова што се случува со реформската агенда во Македонија? Точно тоа е заклучокот кој од нашите анализи произлегува. Донесени се доста закони, има неколку квалитетни навистина закони. Додирнати се мощне длабоко сектори, например безбедносните служби, полицијата, нешто е почнато во судството, барем оно што е поврзано со овие други реформи, тие специјални одделенија, но имплементацијата касни. Например, требаше некои работи да почнат 1 јуни, како например безбедносните служби требаше по нов тертип да работат од 1 јуни, но сега од 1 септември почнуваат. Нормално е. Мислам, сефте ако доцнат 2-3 месеци, да не доцнат 2-3 години, како што доцнат 20 години. Доцнат многу. Ако земеме безбедносните служби, тие не беа сериозно пипнати од 90-тите години, кога беа, и безбедносните служби беа инволвирани скоро во сите наши неволји кои ги имавме досега, и рекоја, со самото идење на новата влада, рекоја доста. Ние мораме потемелно да се реформираме, пред се УБК, да го нема прислушкување, да нема полициски овластувања. Сето е тоа со законите, например, премостено, направено е, предвидена е граѓанска контрола, предвидена е парламентарна контрола. Нешто тоа е спроведено, нешто се уште се чека направење на тие комисии, колку што јас знам? Повеќето не е спроведено. Значи, тие комисии постојат, но кога ќе појдат во ОТА, видовме дека тие нема што да мониторираат, тие немаат техничка служба воопшто која таму би им стоела диван и би им објаснувала на кој начин, например, тие можат да проконтролираат, например, дали има судски налог за некое прислушкување, затоа што ОТА не прислушкува, така го направија тоа, туку само редиректира да оние кои прислушкуваат од царинска управа па да завршиме на полицијата. Знам дека вашата методологија, вие следењето на реформите го правите на 2 начини. Прво, интензивно и длабоко ги проучувате извештаите меѓународни за Македонија, а и самите ги гледате потоа сите, да кажем, снимања, редовни следења, извештаи кои што во самата Македонија по области се произведуваат. Има ли дискрепанца кога за нас говорат странците и кога сами се оценуваат? Голема. Значи, кај нас имате црно-бел свет. Имате од СДСМ соопштение каде што сето цвета. Имате од ВМРО слушате хистерија, дека ништо нема, не мрднува од нула, државата е пред колапс, пред пропаст. И живеат во некои паралелни светови. Сега кого да слушаме?
Има невладини организации, мощни, сериозни, кои ги работат раме до рама, ги работат реформските процеси. Но на крајот, кога тие ќе се договорат, пред владата иде сосема друг законски текст кој воопшто не бил претходно договорен. Така. Инаку слушам и од повеќе граѓански организации, владата интензивно се фали со тоа дека е отворена, дека сите процеси ги прави низ процес на дебати, инклузивност и така натаму, но потоа следуваат забелешките дека она што всушност се разговара таму слабо се вклучува во законските проекти. И вашето искуство е такво? Апсолутно, и самиот процес е таков. Процесот, да речеме, ние знаеме, инволвираните луѓе знаеме дека сакаат да се направат реформите, но од друга страна гледаме ние нешто многу слично на фингирање. Например, 20 стручњаци вие да соберете и да им оставите само пола час да зборуваат, а од секого од нив има владата што да чуе. Тоа се големи личности, не само во невладиниот живот. Добро, на што се должи тоа? Се должи на една неподготвеност, се должи на, како да кажем, на немање желба за правење на вистина за слушање, или се должи на препишување на одредени готови веќе стандарди, па тоа им е компликувано да ги прилагодуваат и така. Што е вашето мислење? Што се должи тој пристап на владата? Значи, ние екзактно имаме утврдено дека тоа е една некреативна инерција на јавната администрација. Тие си имаат своји методи. Тие секогаш работеле на подшепнување, дали нештото да успее или не. И тие се статус-кво фактори. Зошто нешто да се промени, кога тие едноставно се богатат, тука се и се што тие во тој процес. Да, еве денеска гледавме дека има едно големо апсење на едно високо државно ниво. Тоа значи дека независно од политичката волја, државната администрација може да ги кочи или да ги... Не е тоа малку оправдување за политиката? Па јас мислам дека сериозно ги кочи. Таму има луѓе кои го знаат процесот. Сепак политичарите не се во јавната администрација. Тие гледаат отстрана. Внатре суштината на јавната администрација се јавно административци и тие знаат како да го закочат процесот. Ете видовте што се случи со закажувањето Советот за судски реформи. Беше исфрлена многу просто Мирјана Најчевска, Гордан Калајџиев си замина сам. Значи тие можат да ви предизвикаат оние личности кои подоцна ќе ви прават проблеми или нема да ја носат законот во насока која вие сакате, едноставно нивте ги нема во тие тела. И на крајот тие што се реформираат, тие кои треба во суштина, на нив се мисли кога ние зборуваме дека имаме проблеми во судството, тие на крајот ќе седнат да ви бидат во тие тела за реформи. Тоа се детски болести, така ни се вика и проектот, детски болести на демократијата. Уште ли детски болести имаме? Ќе порастеме ли во некаква барем тинејџерска фаза кога овие детскиве болести ќе почнеме да ги надминуваме? Тешко се надраснува со толку бројна администрација, каде што фактичка, вистинска администрација немате ни 16.000 луѓе во 142.000 луѓе кои се сега регистрирани, а не се сите. Тешко е да се работи кога вие немате функционална анализа на администрацијата. Како некој Манчевски, Заев или било кој да донесе одлука, кога 2 години се пимпла со тој функционален извештај. Која институција ни треба, која не ни треба, која преклопува. Имате по 3 по 4 институции. Добро, зошто е тоа толку тешко да се направи? Тоа не е тешко да се направи, но кога главниот, еве, со име и со презиме, Зоран Заев, има друга агенда, имаше меѓународна агенда, глувците коловодат кога мачорот не е тука. Ама, како да кажем, јас ја знам таа теза, меѓутоа ми се чини дека е нефер да зад Заев има уште цела сурија министри, па потоа има заменици, па државни секретари, не е белки се да зависи од еден човек. Па најчесто зависи од волјата и енергијата на еден човек. Значи ние... Ама тоа значи дека тој човек погрешно го поставил системот, ако е така. Па можно ако системот ако измислува на крајот метли наместо самиот систем да биде метла и самиот да ги чисти и да ги работи. Значи вие ако имате независно обвинителство, нема Заев зашто да се занимава дали е некој честен или не ќе го фати обвинителството. Тоа го слушам и бев присутен и на дебата која имавте пред неколку недели и така натаму, многу добра дебата. Како да ви кажам, не може еден човек за решави за нешто што е само по себе власт во Македонија. Ние велиме дека судската власт е сама по себе власт. Зошто не се случува една реформа да биде предложена од судската власт, ако се веќе власт? Зошто се очекува, зошто судиите и целиот тој не се само судии, се разбира. Целата таа афера просто чека владата да ги даде сите решенија. Зошто самите не покренат иницијатива? Зошто самите не изнедрат закон? Зошто за тоа е потребно некој друг да им го прави?
па потоа тие само се жалат. А тие многу би сакале да ги направат сами законите, но тоа што нема да личат Добро, на ама себе. да речеме дека понудат нешто за што ќе се дебатира, затоа што вака е само обратно се случува. Само која било власт, само таа нуди. Што е проблемот? Проблемот е на немање свест, проблемот е на мрза, проблемот е на некапацитетност, што е проблемот? Немањето интегритет е факт во Македонија, тој и во извештаите сите го имаме. Например, ако ги земеме проценките, делот сето ова што ние разговараме го одговориле странците, посебно Светска банка, например. Има еден извештај пред некој месец, нели? Апсолутно, од лани го направија, има отоаш 3 извештаи имаме и кажува 13% од сите трошоци државни се вишок, едноставно, можат да се скратат, да се заштедат. Тоа дава огромни слободни 13% пари. е многу, да. Тоа е 480 милиони евра и тоа дава многу простор за луѓето да се борат за власт, значи и да ги држат тие места кои можат да му овозможат да влезат во криминалот и да поентират, односно да земат пари. Значи сите се тие статус-кво фактори. Во Македонија имаме премногу статус-кво фактори кои метлата не ги измети. Значи самите реформи не можат да ги прескокнат, туку тие стојат едноставно на патот на тие реформи. И треба многу мудрост да се направи екипа, но екипа малку полиберално, значи самиот принцип е погрешен. Ако вие правите комисија, па 100 души ќе се собериме за нешто да се договориме, нема да се успее. Во тие 100 имате секојаш 10 статус-кво фактори. Ако се тргне на делегирање, на пример, Заев му ја делегира таа моќ на некој друг, тој вика, ако јас успеам, тогаш тоа е слава за мене, нормално, ако не успеам, се знае. Оставка. Ние немаме тоа либерално делегирање на мојки надлежности од едно на друго ниво. Многу централизиран систем. Се држиме во раце. Добро, во целата таа игра и јавноста исто така дел од играта. Јас знам дека низ вашите проекти ги следите реакциите и воопшто, да кажем, како јавноста ги прифаќа реформите и така натаму. Има ли некаква промена во таа сфера на општественото живење или јавноста е дел од оваа, како да кажам, игра која сите ја знаат, сите очекувања се такви, никој ништо не се труди премногу да промени и се чека од еден од двајца луѓе. Јавноста покажува ли поголема критичност во таа смисла? Кога јавноста ќе слушне нешто кое не е компликувано, знаете, правото е компликувано, реформите се компликувани. Ако вие тоа му го симплифицирате и ако народот го свати, владата одма реагира. Например, имаше серија наши сценарија отидоа до Зевзекманија и тие направија, значи таму некои работи кои делуваја. Направивме анкета која во јавноста беше на 24 октомври, до крајот на месецот, оние работи кои требаја пополека да се случат до крајот на јануари, беа сконцентрирани до крајот на декември. Владата реагира. И секоја влада реагира ако знае дека народот сватил и знае. А ако не му е јасно, ако е компликувано, тоа е најдобрата земја, тоа е тера инкогнита, мислам, за политичарите. Тие не морат многу да се трудат, но ако видат дека една реформа, целите, задачите, што треба да се произведе, слегло во народот, тие тогаш поинаку реагираат. И воопшто, секоја добра емисија, која нешто демистифицира, јас сум гледал еден куп на вашата телевизија емисии која демистифицираат, тие реагираат за неколку дена. Со други зборови, медиумите се важен фактор во целата таа игра, бидејќи на крајот на криштата, ако сакаш нешто постигнеш, викај камери. Нема да се успее. Ако не се симплифицира до ниво на разбирливост кај народ, готово тие зошто да прават нешто што нема да имаат позитивни ефекти. Тие знаат дека опозицијата секојаш ќе речат дека тоа е нула, вие ова го правите за да крадете, за да имате повеќе моќ, тие ќе се фалат, каде е средината, пак идеме на изборна кампања. Знам дека бидејќи со години работите, имате инволвирано низ проектите и низ, да кажем, експерти кои што не се дел од државни управи, кои што не се дел од државата и така натаму. Има ли Македонија капацитет вон државата да сугерира, да помага, па дури да креира одредени реформски решенија? Има, тврдам дека има, многу има капацитативни луѓе кои се дури и бивши владини или институционални експерти кои можат на наједноставен начин нештото да го објаснат и можат да помогнат, значи, во нудењето насоки. Например, во 2004 година, кога беа реформите пак на судството, 2004 и 2005 работевме рамо со рамо до владата. Она што го произведовме и кои негативни ефекти за 10 години дека ќе се случат, сите се случија. Сите негативни ефекти се напишани во книга од 2005 година. Но,
Кога го поделив? Како предвидување. Како предвидување. Кога го поделивме тоа до парламентарците, никого од парламентарците тоа не го занимаше да го прочита и да реагира адекватно. Знаете што ние сепак не сме избрани од народот да можеме да му сугерираме што да работи. Не ви е тоа ни работата во крајна година. Да, ако притиснете, значи ако медиумите притиснат, тогаш може да биде, но за да притиснат медиумите, нормално вие немате овде по 10 правници, па тие да ви толкуваат. Затоа невладините организации треба и вас новинарите да ве нахранат со податоци и телевизиите, за вие да ги обработите на начин што народот ќе го свати. Денешниот разговор е еден дел од тоа, да кажам, под наводници, ранење и така натаму. Александар, бидејќи си критичен, доаѓаш од Прилеп, значи не си дел од оваа, како да кажам, една скопска шема на експерти и така натаму. Се занимавате со години низ акти со разни проекти кои што се занимаваат со македонското општество и така натаму. Да те прашам генерална една оценка за крај на овој разговор. Чувствуваш ли дека државата оди напред и ги стагнираме и ги одиме назад? Која е твојата генерална проценка? Ако споредиме на тема на реформите се разбира. Ако споредиме со она што беше порано, фала Богу дека оди напред. Ако не друго, веќе луѓето не шепотат. Вие не морате да бидете експерт. Влезете во такси да видите дали таксистот шепоти. Сега урлаат, не шепотат. Така, караат мајка, шајка, не му е гајле воопшто, значи зборуваат слободно. Ако тргнеме од тогаш, ние нирвана имаме постигнато. Но ако тргнеме од причинско-последичните врски, дека нештата поскапија, немаме ние подобрени услуги дека нештата поскапеа. Значи, поевтино, побрзо, поефикасно, ние тоа уште не го гледаме. Законите се донесени, но не се применуваат. Добро, да бидеме фер, може ли тоа да се види на вака кратки стази? Бидејќи оваа влада нек ни наврши 2 години. Се тие веќе се фалат со намалена невработеност, со раст на БДП за првите 3 месеци на 4% и така натаму. Реално прашувам, сега им следува вистинската, да кажам, фаза во која ќе треба жестоко да бидат мерени? Јас би рекол дека сега им следуваат солзи. До сега се смеевме, сега ќе плачеме, затоа што ако дојдеме до вистински да ги отвориме, она што е Европска унија, поглавијата, ние ќе видиме колку имаме малце капацитет и колку многу експерти сме успеале да избркаме во овие 15 на години надвор од Македонија. Луѓе кои нас ни требаат, али сега веќе ги немаме, работат за други. Тоа е една работа. Суштинско ни отворањето на преговорите. Тоа е она што Значи овај пат гледам дека се сечат вени, да кажам сега вака колоквијално, дека се инсистира да се отворат преговорите, за тоа стои суштинска потреба за да се продолжи со ова, да кажам, правецот и поголема динамика во реформите. Не можеме без тоа да правиме реформи? Значи, колку, ако сакаме да ја зајакниме на влада, треба да ги ослабиме позициите. Европа и ги ослабе позициите, нас не фали, али во суштина не стави пред зид и кажа нема назад. Жешките костени од огнот морате да ги извадите. Не можете да му ветувате на луѓето дека сите ќе ги задржите на работа. Што ќе прават 142.000 луѓе? Треба да сме 15 милиони народ за да имаме толку многу административци. Кој административец ќе оди ќе работи во стопанството? Кој газда би го зел него? Ме разбирате? Имаме понатаму какви комисии кои ги избира директор, например, за примање на работа, за департизација. Мора да се раскрсти со тие работи. Значи, тоа е нешто поминато, тоа е нешто прочитано, веќе и народот го знае и иако одиме напред, јас би рекол дека одиме напред, странските извештаи нотираат дека ние многу поспоро одиме отколку што кажуваме. Значи, вистината е некаде на средина, но јас сепак мислам дека постои политичка волја, а постојат и некои успеси, например, во економијата, би рекол, растот 4,1 за нас беше мисловна именка веќе 2 години. Еве го 4,1 Светска банка вика ќе оди уште, например, до 4,7-8 можеме да се качиме ова година. Не е доволно, но до некаде нешто задоволува. Не сакам да те пуштам од студијово да си заминеш пред да ми кажеш како живеете во Прилеп. Во Прилеп секој се живеело досадно. Зошто? Кој што не е во она оговарање што се случило, Прилеп е мајтапчиски град. Али кај нас имаме специфичен тип на многу груб хумор, така. Мора да се слушни, значи како котира онаа листа на исхрана, мора да се седни на одредени места во Прилеп, така. И на тој начин живееме. Ако вие не сте во кругот на тоа оговарање, значи, и ако не се борите за на листата на исхрана, малку е досадно. Има година
минава Пивофест, спрема новиот градоначалник, ново стариот и така, и има такви активности. Традиција мора да го има. Пее ЦЦ и некој друг сепак. Ние ги испукавме на големите звезди, сега не знам кого да викнеме. Мик Джегер. Александар Цветкос, и јас ти благодарам и за оваа прилика, за оваа брза една, да кажем, симулација и рентген на македонските реформи. Ќе се видиме повторно за месец-два, бидејќи не е лошо стално да правиме по една ревизија на тоа до каде сме. А вие, почитувани гледачи, во наредните 6-7 минути ќе погледате, се разбира, малку економска пропагандна програма, а потоа го започнуваме централното дневничко издание на 1 ТВ. Останете со нас, јас сум Сашо Радановски, ова е понеделник 6 јуни.